Добро вечер. Политичарите се веќе на терен. Партиите почнаа да ги објавуваат своите адути за локалните избори, а независните кандидати се уште во неизвестност. Ќе ја пополни ли собранието правната празнина која настана откако Уставниот суд укина одредби од изборниот законник? Зголемено представување на работниците во економско-социјалниот совет или пак внесување на синдикати по мерка на власта. Што се крие зад законските измени со кои се намалува прагот на репрезентативност на синдикатите? Кои други закони чекаат на ред и кога ќе стасаат? Какви политички превирања може да следат во предизборието? За актуелните политички случувања вечерва дебата во топ тема со пратениците Јована Тренчевска од СДСМ. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. И Саша Донев од ВМРО-ДПМН. Добро вечер, Иван. Добро вечер, благодарам на поканата. Почнуваме со локалните избори како тема. Гледаме веќе некое време дека политичарите се на терен, по општините, критикуваат, ветуваат. СДСМ кога ќе излезе со кандидатите за градоначалници? До сега има само неколку потврдени, тоа се актуелните градоначалници на Центар, дел од актуелните на Центар, на Крушево и на Крива Паланка. Да. Социјалдемократскиот сојуз постојано е на терен. Овој период се прават во меѓувреме се прават завршните теренски анкети во врска со кандидатите. Дел се објавени и очекуваме дека до крајот на месец јуни ќе бидат објавени сите кандидати за градоначалници согласно резултатите од теренските анкети, затоа и ги чекаме да видиме кој најдобро стои со рейтингот во локалните самоуправи, да ги избереме вистинските личности за градоначалници, кандидати за градоначалници, така да очекуваме некаде крајот на месецот да го имаме листата за кандидати на градоначалници од Социјалдемократскиот сојуз. Каде очекувате, каде оди најтешко одлучувањето? Со оглед на тоа што рековте и дел од актуелните градоначалници се потврдени. Па не оди никаде тешко. Се прават буквално повеќе анкети, теренски анкети, за да го видиме рейтингот и да го избереме најдобриот кандидат. Немаме во ниедна општинска организација, ни во ниедна општина немаме некаков проблем со кој што би се соочиле. Буквално целта на раководството на партијата е да ги избереме, да ги номинираме најдобрите кандидати кои што можат да понесат и победи во локалните самоуправи. Едно од главните прашања на локалните избори е секогаш и за градот Скопје. Дали веќе се споменуваат сега неколку имиња во јавност, изминатиот период не би ги споменувала доколку тоа веќе не е одлучено. Дали ќе одите со партиски кандидат, непартиски, надпартиски, како? Во опција се повеќе имиња и за градот Скопје исто така се прават завршните теренски анкети, да ги видиме рейтинзите на нашите кандидати, па ќе го избереме најдоброто решение за градот Скопје. Колку имиња се во оптек? Неколку, добро. И околу коалиции размислувале СДСМ за коалиции пред уште во првиот круг во некои општини со други партии политички? Како партија, Социјалдемократски сојуз на Македонија е отворена за коалицирање во пресрет на локалните избори со сите политички партии со кои што делиме исти вредностни политики. Онаму каде што ќе ни се пресрет над вредностните политики и возможно е да се направат коалиции. Коалициите ќе зависат од општина во општина. Не традиционалните наши партнери се тука, меѓутоа сигурно дека и со секоја една политичка партија со која што ќе се покаже дека имаме исти вредности, ни се пресретнуваат политичките програми, размислувањата, ставовите во однос на општината, на локалната самоуправа, возможно е да се градат и нови коалиции. И подиректно дуи алијанса на Таравари, бидејќи се спомнуваше средба меѓу лидерите можна изминатиот период. Видите, нема да одвојам дуи, алијанса или друга политичка опција, зборувам за коалицирање со секоја политичка партија со која вредносниот систем
програмските вредности ќе ни се пресретнат, ќе ни се вклопат, ќе градиме коалиции. Така да не спомнуваме имиња на политички партии, буквално тоа важи за секоја политичка партија со која што би можеле за време на локалните избори да коалицираат. Така. ВМРО ДПМН излезе досега со 25 имиња на кандидати за градоначалници, голем дел веќе актуелни и досега. Кога ќе ги стакнете другите? И она што беше прашање за Тренчевска, дали Скопје градоначалникот на Скопје е верел костен за ВМРО ДПМН со оглед на тоа што во претходниот мандат ја поддржа Даниела Арсовска? Добро вечер и од мене, благодарам на прашањето. Како што претходно кажавте, веќе ние сме чекор напред по однос на изборот за кандидати за градоначалници, иако можам да кажам дека повеќе од пола година вршевме теренски анкети и анкети на целокупното јавно мислење на граѓаните, како и анкети внатре-партиски по однос на поддршката за идни градоначалници на локалните избори. Партијата и претходно и соопшти дека веќе имаме 25 кандидати за градоначалници, а до крајот на јуни месец ќе го затвориме тој круг со избор на кандидати за градоначалници и ќе одиме чекор понатаму, бидејќи ВМРО ДПМН е партија која што она што го ветила го реализира и отчетно го презентира пред граѓаните. Значи, после изборот на сите градоначалници ќе пристапиме кон отчетност за сработеното на сите градоначалници во изминативе 4 години, иако сум цврсто убеден дека над 90% од програмите кои што ги ветија актуелните градоначалници ќе веќе се исполнати, меѓутоа добро е да се презентираат пред граѓаните и да се докаже зошто токму ВМРО ДПМН како партија била поддржана на претходните кандидатот за Скопје. Околу кандидатот за Скопје сметам дека нема нигде Жежо Костен, ради тоа што сум убеден дека ВМРО ДПМН ќе издвои историска победа на престојните локални избори. А кој би бил кандидатот? Дали се уште мерите помеѓу Георгиевски и Перински? Не можам да споменувам имена, бидејќи повеќе имена се во тек. Оној кој што ќе биде најдобар и намерењата и на оно што го има како проект и програма за во идниот период ќе биде избран од страна на партијата. Околу коалицирањето, вие сте во централната власт, сте во коалиција со Знам и со Вреди. Се разговарали каде би излегле со единствен кандидат? Знам веќе претходно објавија дел од можните кандидати, дали во Куманово ќе го поддржите Максим Димитриевски и другите? Сепак тоа е одлука на повисоките тела на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и кој ќе се донесе одлука по однос на тие општини кои ќе бидат поддржани, ќе ја информираме јавноста. Додека вие одлучувате во партиите за тоа кои ќе бидат кандидатите, коалициите, се води својна предвремена политичка кампања. Независните кандидати се уште во неизвестност по кои правила и како ќе учествуваат на овие, ќе се кандидираат на овие локални избори и потоа би учествувале, откако Уставниот суд укина две одредби од изборниот законник кои што минатата година пред изборите на брзина, без јавна расправа, беше зголемен прагот со кој што тие неколкократно треба да соберат потписи за да се кандидираат. Сега оваа правна празнина е обврскана со собранието да ја пополни, а локалните избори се ближат. Дали веќе разговаравте, дали има некаква иницијатива да се направи тоа и кога? Постојат неофицијални разговори помеѓу Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ВМРО ДПМН и целта на овие разговори е да се изнајде најдоброто решение по укинувањето на одредбата на членовите 17 и 18 од изборниот законник од страна на Уставниот суд и во исто време да се најде решение и да се вградат и препораките на ОПСЕ и ОДИХР кои што исто така се многу важни за изборите, односно во изборниот законник. Така да очекуваме дека ќе се најде решение кој што ќе одговара на сите политички чинители и дека во најскоро време пред објавувањето на датумот на изборите дека ќе биде донесено ваквото законско решение во собранието и ќе биде изгласано.
Сакате да кажете дека освен за овие измени кои што да речеме на некој начин се итни затоа што не се непредвидливи уставниот суд туки на одредби, се преговара и за оние измени стари односно забелешки на ОПС ОДИХР за подобрување на условите на изборите кои што долго време се избегнува на некој начин? Така, да видиме кои од препораките можеме сега да ги вклучиме во изборниот законник и секако она што ни е обврска по укинувањето на одредбите од уставниот суд, да се изнајде решение за да може да бидат сите политички чинители задоволни. Како и да е, пред секој, дали се парламентарни или локални избори, се наоѓаваме во ситуација да треба интервентно да се изменува изборниот законник. Сега по укинувањето на тие членови од страна на Уставниот суд, сепак сметам дека бидејќи изборниот законник е законот во реформската агенда, после завршувањето на локалните избори, бидејќи знаеме дека препораките се 6 месеци пред одржување на било кои избори да нема чепкање на изборниот законник, се надевам дека после локалните избори сум убеден дека ќе застанеме сите политички партии кон изработката на тој нов изборен законник за кој што ќе треба време, ќе треба поддршка од сите политички партии, да ги слушниме мислењата на сите политички партии, да донесеме еден нов изборен законник кој што ќе го поддржиме сите и за кој што ќе имаме време да го имплементираме, односно да ги спремиме и државните институции пред парламентарните редовни избори. Тоа значи дека ние ако донесеме закон и за тоа ни треба време, треба потоа и државната изборна комисија, и општинските изборни комисии, и јавната администрација што е вклучена во изборниот процес да бидат вклучени во новиот изборен законник за да имаме фер и демократски избори. Прашањето е зошто се чекаше до пред избори за да се отвори прашањето за изборниот законник. Еве овој парламент е една година функционира, исто така и владата ќе прави уште малку една година, сепак тие прашања можат да се отворат и на почетокот. Како и да е, доколку ги слушнавте размислувањето на сите политички партии по однос на новиот изборен законник, а не оно што треба се интерметно да се смени, видовме дека има различни размислувања по однос на многу работи. Ако ние повеќе од пола изборен законник треба да го смениме, не сум убеден, односно сум убеден дека мал беше временскиот период за да можеме ние да донесеме нов и сериозен изборен законник во рокот 6 или 7 месеци. Така да, уште еднаш ќе повторам, убеден сум дека после локалните избори ќе седнеме како политички партии, ќе донесеме консензуално изборен законник кој што ќе го поддржиме сите како политички партии, а потоа ќе ги припремиме институциите да можат да го спроведат на терен. ВМРО ДПМН мислам дека не учествуваше во претходната верзија на изборниот законник кога се правеше. Токму така. Да. Околу само што не знам докаде сте рековте преговарате, каков праг би се вовел, односно праг, колку подписи, дали веќе се дискутира за тоа прашање? За да им бидат потребни за да соберат за да се пријават? Затоа реков дека тоа се разговори, неофицијални разговори, се уште нема, секако дека прашањето мора да се отвори пред сите политички партии, и малите и големите политички партии. И мора да има некаков консензус и за овие измени, меѓутоа и за носење на нов изборен законник мора да постои консензус помеѓу сите политички чинители и тие одредби што ќе бидат дел од, дали ќе бидат дел сега од измените или сосема нов изборен законник, мора да постои, мора да бидат со нив задоволни сите политички партии во државата. Така да и за прагот, и за бројот на на потписи потребни за независните листи, секако дека прашањето мора да се отвори помеѓу политичките партии и да се донесе решение кое што ќе одговара на сите. Сега се отвори прашањето повторно за една изборна единица и за отворени листи го предложи ЛДП и се приклучи исто така со свој предлог и Демократскиот сојуз. Дали овие измени прво колку се ставот на СДСМ за овој предлог, но и дали тоа би одело во онаа пошироката варијанта на измена на изборниот законник? Видите, една изборна единица е прашање кое што прво го покрена Социјалдемократскиот сојуз во 2020 година. Во 2019.
Тоа прашање повеќе пати се отвара од минатото, но не поминува. 2020 пред локалните избори во 2020 година Социјалдемократскиот сојуз поднесе закон за измени изборниот законник за една изборна единица. Меѓутоа, во тој момент беше блокиран од страна на ДУИ и од страна на ВМРО ДПМН. Чинам 5000 амандмани, 4000 од ДПМН, 1000 амандмани од ДУИ и не можеше да помине. Така да, за нас, како политичка партија, воопшто не е проблем една изборна единица. Но, како што реков, тука треба да се отвори широка дебата. Затоа што и модалитетите на дали ќе одиме со отворена листа, како ќе го решиме прашањето на застапеност на жените и мажите, правичната застапеност, кој ќе биде прагот. Значи, има многу прашања за кои што треба да имаме широка дебата, треба да имаме консензус од сите политички партии и било кое решение не треба да одговара само на големите политички партии, треба да одговара на помалите политички партии, така што како и да е, за законот што е поднесен од страна на ЛДП, треба да се отвори дебата, да видиме дали и сега во овој момент можеме да го донесеме и да важи за овие локални избори, затоа што се менува цел систем на избори. Дали ќе бидат спремни и Државната изборна комисија, граѓаните да бидат едуцирани, се менува начинот на гласање, но нека се отвори дебата и во собранието, нека се отвори дебата и пошироко, да ги видиме ставовите на сите политички чинители, а како Социјалдемократски сојуз, секако, кога сме поднеле пред неколку години решение за една изборна единица, секако дека поддржуваме една изборна единица. Сега ВМРО ДПМН го смени ставот? Околу една изборна единица? Нашиот став го кажа и председател на партијата и премиерот пред чинам неколку дена дека и ние сме за една изборна единица, вклучувајќи ја и диаспората. Затоа кажав и претходно дека сите политички партии си кажаа своите ставови преку медиумите. Али за да се направи едно сериозно законско решение, потребно е време, потребна е дискусија и потребно да се формираат работни групи кои што ќе го изработат тоа законско решение. Затоа, како што претходно кажав, сега да се донесе таков изборен законник. Нема време, треба само да се имплементираат оние работи кои што се итни, а после локалните избори имаме доволно време и да донесеме закон, а потоа и да го спремиме на терен. Во надеж дека овој пат нема никоја партија да го блокира системот, бидејќи секој пат процесот, бидејќи секој пат кога ќе се отвори прашањето, тоа наидува на никаква деловникот сега не дозволува да се блокира. Можеби не блокада на тој начин, но еве секој пат се наоѓа некој нов начин и затоа со години препораките на ОПС ОДИХР не се имплементираат, а од друга страна и прашањето за една изборна единица е многу старо прашање кое многу често се отвара во политичкиот систем. И не е само прашањето, нели, ќе се согласиме за една изборна единица, но што со другите прашања што ги повлекува тоа. Изборуваме и за отворени листи, изборуваме за изборен праг, колкав ќе биде, зборуваме за правична застапеност, зборуваме за застапеност на жените и мажите на кандидатските листи. Како сите тие прашања ќе се решат во тој модел на една изборна единица и затоа е потребна дебата и дебатата нека трае, сите политички партии се отворени за таква една дебата, нека трае дебатата, но на крајот да кажеме дека ова прашање не е затворено, имаме еден изборен законник кој што е во интерес на сите политички партии и сите политички партии ќе бидат задоволни со одредбите. Го представува и волјата на гласачкото тело, да. Уште еден закон кој што помина во собранието по скратена постапка предизвика реакции, односно сомнежи за мотивите, законот за работни односи со кои што се намали прагот од 10 на 5% за репрезентативност на синдикатите во економско-социјалниот совет. И сега она прашање што се наметна низ реакциите и на синдикатите е дали целта е поголема застапеност на работниците во советот или пак да влезат синдикати кои што се блиски до власта со оглед на односите на власта со неголемиот ССМ. Јас сметам дека овој закон треба да се подржи, односно да го гледаме позитивниот дел,
односно да имаме синдикати повеќе кои што ќе имаат право на глас и ќе ги представуваат граѓаните во сите делови на креирање на политиките на оваа влада. Ако ние се плашиме од законот, немаше носиме таков закон, па ќе си имавме работа само со еден синдикат. Сега ние фактички донесовме закон со кој што ќе му дадеме право на учество на повеќе синдикати да си окажат своето мислење, бидејќи знаете дека во изминатиот период перцепцијата по однос на состаноците и средбите на синдикатите со владата или со собранието била проформа и тешко се носели одлуки по однос на законските решенија. Како и да е, сепак ВМРО-ДПМН е партија која што она што ќе го вети треба да го реализира. И ние го продолжиме, односно го започнавме процесот на економска стабилизација и економски развој на државата во идниот период, и то не со мали чекори, со големи чекори по оние економски одлуки кои што ги донесе владата за само не цела година, бидејќи ние како партија не сметаме дека треба само да разговараме и да не носиме никакви решенија. За било кое решение кое што би го предложиле синдикатите, било кој, потребни се финансиски средства. Ако ние како држава во идниот период не создадеме услови за развој на државата, за повисок бруто домашен производ, за повисоки плати, ќе се сведиме само на кој ги представува синдикатите и кој и како ќе ги брани нивните интереси. Да, но дали позадината е да има синдикати кои што ќе поддржуваат власта, а всушност треба да ги поддржуваат работниците, што ќе поддржуваат, што ќе нема да бараат повисоки плати, поголеми права, тоа е една од клучните цели. Ма ние сме влада, како што кажав претходно, која што ќе се бори за подобар стандард на граѓаните. Ние не сме влада која што ќе бара од синдикатите да бидат против повисока плата, мислам, е малце дегутантно. Нема да се согласам со колегата по оваа прашање. Во изминатите неполни 6 месеци се направени 4 измени на законот за работните односи и ниту една измена не помина на економско-социјалниот совет. До сега јас сум го водела Министерството за труд и социјална политика 2,5 години. Претходно од формирањето на економско-социјалниот совет и сите измени што биле досега направени на Закон за работни односи, никогаш, само во еден случај, од 2005 до денес, секогаш поминувале на економско-социјалниот совет. Се дебатирало дали е голема или мала измена, секој се дебатирало на економско-социјалниот совет. За прв пат имаме решето е направен законот за работни односи со овие измени. Вие секој месец по една измена, а ако ја направите анализата од 2005 кога е донесен законот, годишно по една, максимум две, и тоа некои покрупни измени за подобрување на работничките права или за социјалниот диалог се биле направени. Оваа измена е направена за да може да влезе КСС во економско-социјалниот совет, не е направена за да влезат синдикати. Затоа што двајата синдикати кои што дадоа изјава на денот кога се носеше самите измени, тогаш пратениците од ВМРО ги повика синдикатите да разговараат, а на дневен ред го имаме веќе законско решение, тоа е тешко лицемерие. Ниту овие два синдиката, ниту останатите во државата не може да стасат до 2% репрезентативност. Едниот синдикат, УНСМ, има само еден член. И тоа председателот на синдикатот нема членство. Добро, тоа значи дека нема да може да... Не, има избришане од Централен регистар. Има само еден член и тоа е лицемерието на власта. ВМРО вака работат. Ги повикуваат синдикатите, демек даваат подршка да влезат. Ниту КСОМ, ниту било кој синдикат не може да го исполни цензусот од 5%. И ние сме разговарале. Која е според вас позадината тогаш? Ние сме разговарале за намалување на низ економско-социјалниот совет, за намалување на процентот за репрезентативност. Меѓутоа никогаш не сме разговарали за 5%. Со сите синдикати сме разговарали и во новите измени на новиот закон кој што го подготвувавме, требаше од прилика од околу 8%. Што е целта? Да не е толку мал прагот, да се борат синдикатите за членство. Вака, со 5%, двата синдикати се многу комфортни, двајцата ќе бидат во
двата синдиката ќе бидат во економско-социјалниот совет. Едниот синдикат кој што сега доби репрезентативност, кој што е против покачувањето на минималната плата и кој што барањето за минималната плата го нарече фолклор, и тој треба да ги застапува интересите на работниците. Тоа е апсурд. Меѓутоа е политички близок со ВМРО-ДПМН. И ним им треба синдикат кој што ќе ги слуша владата и Министерство за економија и труд, каде што е прашањето за репрезентативност, каде што е прашањето за економско-социјалниот диалог, и да ги гласа нивните одлуки. И кога беше донесена одлуката за намалување на процентот од 5%? Кога Комисијата за репрезентативност, која што постои во Министерството за економија и труд, ги преброја пристапниците на сите синдикати и утврди дека КСС не може да достигне 10%. Да најдат решение, пошто во изминатиот период е тој што синдикат кој што зборува дека минималната плата е доволна, дека не треба да има покачување од 30.000 денари на минималната плата, и за да му удоволат на својот партиски синдикат, носат измени во собранието по скратена постапка, како впрочем и сите 80% од законите кои што за една година се донесени, за да се намали на 5%, и да е лицемерието поголемо, ги викаат другите два синдиката, за кои што реков дека едниот има само еден член, а другиот е многу далеку, и во иднина нема да има можност овие два синдикати да ги достигнат овие 5%. Ќе се вклучам околу дискусијата на колешката. Јас не можам да сватам, со една страна викате ВМРО-ДПМН сака да влијае по однос на одлуките во синдикатите, од друга страна викате дека не може да се стигне прагот од 5%. Значи, за овие два, колега. За оние што ги викнавте да ви дадат изјава што не исполнуваат. Целта ваша е постојано да манипулирате по однос на активностите и политиките на оваа влада, и како што кажав, бидејќи сте неискрена партија и никој пат не сте застанали сериозно да разговарате со синдикатите, бидејќи вие можете да кажете и 100.000 да е минималната плата. За вас проблем не е тоа, бидејќи 7 години ги лажете граѓаните. Ние сме партија и власт. Ние ги лажевме граѓаните за минималната плата. Не ми упаѓате во збор. Значи, ние сме партија која што тоа што ќе го каже, ќе го реализира. И затоа ни требаат сериозни синдикати кои што прво ќе гледаат економската состојба во државата, развојот на државата, бруто домашниот производ, за да може да седнеме и да донесеме одлука по однос на минималната плата и покачување на плата. Само една кратка реплика. Не, колега. Вие сте партија со лажен пиар и сите си ги имате ставени розовите очила, пошто животниот стандард на граѓаните паѓа. За минималната плата, за растот на минималната плата, за растот на платите, СДСМ не може никогаш да го достигнете. Ние сме тие што од 8.000 ја качив минималната плата на 20.500. Вие, на барањата на синдикатот, на барањата на работниците, не успеавте да ги удоволите, и во овие услови, кога цените одат нагоре, да покачите платата на 30.000 денари. Не баравме ние, барат работниците, колега. Искрено, никогаш ВМРО-ДПМН не сака да биде СДСМ. 20.400 минимална плата во денешно време е срамота. Ќе ви кажам на работа. Вие не се грижите за граѓаните, за работниците. Не сака да ги достигне СДСМ. Ќе ви кажам зошто. Нема да можете. Заради криминалите кои што ги правевте, слушнавте вчера како се украдени над 100 милиони евра. Тие 100 милиони евра да беа во држава и во буџетот кој што ги украдија од околината каде што живеете вие, минималната плата ќе беше многу повисока. И не ќе се боревме сега за да ја зголемиме за 2, 3 или 5.000 денари. Не заборавајте дека 11 години вие ја уништивте државата, колега. Се заборавате, колешке, се заборавате 7 години бевте на власт. Немој да обвинувате ВМРО за тоа што му направивте на Македонија. Вие ја уништивте државата. И сега не забораваат синдикатите реагираат. Исто е ВМРО. Не забораваат луѓето, ќе го видите резултатот на следните локални избори. Зошто не забораваат? СДСМ реагира само вие зборувајте така. Денеска и околу, нели, имаше реакција околу зголемувањето на платата на директорот на ДЗС. Ќе има ли за други функционери по истиот принцип, бидејќи велат
за работниците нема зголемување. Уште еден спин на СДСМ и опозицијските партии, бидејќи тоа било изедначување со коефициентот на платите на функционерите. Како што ние, како пратеници заеднички, донесовме одлука во собранието да ги замрзнеме платите на пратениците се додека не го достигнеме животниот стандард како што треба да го достигнеме. И наместо денеска се зборува за тие 100 милиони евра кои што биле украдени со приватни фирми во Струмица и бил нанесена таква штета на фирмите кои што законски работеле, кои што пријавувале лица, кои што плаќале даноци, а нивните пари ги користеле други фирми да ги злоупотребуваат и да ги уништуваат, сега ние денеска разговараме за платата на Стојанче. Тоа е опозицијата, меѓутоа, ние ќе го издржиме овој период до локалните избори. Граѓаните добро знаат и добро паметат. Ако СДСМ лицемерно ги лажи, ќе ги видат резултатите на локалните избори. Секој ден ви излегуваат скандали за една година, колега. Секој ден ви излегуваат скандали за непотизам во вработувањето, за тендери, така да, со блиски фирми, тендери на фирми на влијателни лица во ВМРО ДПМН и вие зборувате. Не заборавајте, народот не заборава. ВМРО 11 години ја уништи државата. А заплатите немате вие кога сега во овие услови, кога секој ден инфлацијата се качува, цените на производите, на прехранбените производи се качуваат, кога платите на вистина се ниски. И не смогнавте сили да ги покачате платите на 30.000 денари, вие зборувате за ланскиот снег, зборувате за 7 години. Ама свестете се, вие сте власт. Вие сте една година власт во оваа држава. Не сум нервозна, јас сум баш доаѓа времето за одговорност. Ево ќе ви кажам уште една работа. Ама нека дојде времето за одговорност. Вашиот период за притисок врз судството и така натака заврши. Сега ова, како што кажав и претходно, ќе го слушаме секој ден на пресови до локалните избори. После локалните избори за која одговорност сите кои што ги правеа криминалите во оваа држава. И за онкологија, и за мазутот, и за сите криминали кои што ги правите. И ќе одговараат сите дојден. Секој што сгрешил, што злоупотребил положба, службена положба, нека одговара. А зашто го менувавте кривичниот закон? За да не одговараат го менувавте кривичниот закон. Се покажа да се криминалци и бандити. Правда нема. Дојде време за реклами, продолжуваме по рекламите. Продолжуваме со емисијата. По заменувањето на Арбен Таравари од власта, од вчера има и нов министер, промена на министерот, но има и тројца пратеници помалку во владеачкото мнозинство. Во однос на бројката може да се каже дека сепак имате голем број на пратеници, некаква стабилност, но се отвора прашањето за Бадентеровото мнозинство. Кои закони чекаат на ред поради тоа што во моментов го немате? Еден од нив беше законот за локална самоуправа. И како ќе го обезбедите? Сметам дека во едниот период ќе видиме дека нема да имаме проблем по однос на Бадентеровото мнозинство и сметам дека ако се добро и законските решенија, не гледам причина зашто да не ги поддржат и опозицијските партии. Ние не носиме некои закони кои се против интерес на државата, меѓутоа сметам дека по однос на тоа пременување на Таравари од другата страна, меѓутоа не постигнувањето на ефектот кој што го очекуваше и планираше да оформи пратеничка група во собранието, ќе продолжи тој тренд на враќање на пратеници и стабилно, сериозно мнозинство, колку и со бројка, толку и по однос на Бадентер. Од каде бара власта пратеници во однос на опозицијата? Бидејќи веќе подолго време се зборува за и јавно и отворено дека се преговара, дека се можни преминувања. Да бидам искрен, од страна на ВМРО ДПМН нема никакво преговарање. Тоа гледате дека е во делот на албанскиот блок и дека она кој што сакаа да го продадат како приказна пред се дуи со искористувањето на Таравари, на крај мислам дека математиката нема да му излезе така и ќе му се удри од глава таа политика. Кои други закони чекаат во собранието поради немањето на потребно двојно мнозинство и дали е она што го кажа претседникот Донев ќе ги поддржите некои од овие закони па да бидат изгласани?
Значи во собрание се чека на закон за локална самоуправа, законот за народниот правобранител и законот за култура, кој што еднаш и не беше изгласан заради немање на двотретинско мнозинство, но мислам дека повторно е доставен како материјал до собранието. СДСМ нема да биде опозиција како што беше ВМРО додека ние бевме власт, која што ќе ги кочи процесите во државата и секое едно законско решение кое што значи реформа и кое што е за добробит на граѓаните ќе биде поддржен од СДСМ и тоа впрочем сме го докажале во изминатите една година колку што е функционално оваа собрание, меѓутоа нема да поддржаме закони кои што значаат шминка и кои што не одат во прилог ниту на демократските процеси, ниту за добробит на граѓаните. Ако е добро законското решение, секако дека ќе го поддржиме, а обезбедувањето на двотретинското мнозинство, на малиот или на големиот бадентер, зависи од кој закон во согласно уставот како се носи, тоа е работа на мнозинството и они треба да си го обезбедат. Ќе видиме тоа на следната седница дека нема да биде проблем и по однос на законот за локална самоуправа, не знам дали сте информирани, ние прифативме амандмани од страна на опозицијата. Тоа беше амандман на пратеничката Моника Зајкова, мислам дека и на поранешниот премиерот. Сада сама не сум убеден дали прифативме и некој амандман на левица, така да горе-долу од прилика и законот како закон е прифатлив од страна на политичките партии. Едно од актуелните прашања периодов е предлогот на ДУИ да има интерпелација за председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски поради интервју во кое оцениле дека употребил навредливи изјави за законот за употреба на јазиците. Велат немаат намера да вршат притисок врз судот за разлика од претходните интерпелации, веројатно мислат на она за членовите на судскиот совет. Ќе ве прашам и двајцата дали каков е ставот на вашите пратенички групи, дали ќе ги поддржите овие интерпелации, како гледате на нив? Видете интерпелацијата како институт и во правна и во уставна смисла, особено во парламентарен демократски систем, мора да биде правно издржана. Оваа интерпелација на председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски, како политичка партија сметаме дека не е правно формално издржана, затоа што председателот на Уставниот суд не го избира собранието. Председателот на Уставниот суд го избират уставните судии внатре од својот составот на уставни судии. Значи, не го избира собранието за да може собранието преку интерпелација да разговара дали сгрешил или не, да дебатираме внатре дали сгрешил или не сгрешил. Така да сметам дека не треба интерпелацијата да се користи за дневно политички агенди, туку напротив, како институт е одлична можност за одредени функционери кои што ги именува собранието да се отвори дебата дали работат согласно закон или не. Она што треба Уставниот суд е да работи согласно уставот и да ги разгледува сите иницијативи кои што доаѓаат до Уставниот суд согласно законите и да донесат одредена одлука согласно самата иницијатива. Меѓутоа, од сето ова што го реков, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз нема да ја поддржи интерпелацијата на Уставниот суд, затоа што сметаме дека не е издржана правно формално и дека председателот, ДУИ, како што разбрав од пресконференцијата, од сите написи, го поведуваат интерпелација за председателот на Уставниот суд. Но тој пред се и уставен судија, веројатно, Ако може да го кажам и коментарот по однос на ова интерпелација, има два аспекти, едниот е политички, другиот е правен. Во однос на правниот, тука нема никаква дилема. Уставниот суд, согласно законите и уставот во Република Македонија, е највисокото тело кое што ги контролира трите власти, тоа е законодавната, извршната и судската. И кога политичка партија која што била 20 години на власт се дрзнала да понесува интерпелација за председателот на Уставен суд, за кој што ние како политички партии и представници од парламентот не смееме да коментираме никакви одлуки на Уставниот суд, тие бараат
да се расправа за Уставниот суд, односно претседателот на Уставниот суд во парламентот. Тоа е политичкиот, односно правниот дел, а по однос на политичкиот веќе дефинитивно дуи после 10 месеци сваќа дека е реално дека се во опозиција. Единствен суд врз кој што немаат влијание се докажа дека е Уставниот суд. Со сите оние спинови по однос на правата на албанците и враќање 20 години назад, забораваат дека тие 20 години беа на власт и дека и албанците и македонците живеат тежок економски живот. Меѓутоа, како што му тропа полека на врата одговорноста, се повеќе и повеќе ќе се нервозни во идниот период и ќе прават вакви грешки. Дали мислите дека ВМРО ДПМН ја отвори вратата за оваа интерпелација со тоа што поднесе интерпелации за членовите на судскиот совет, зашто исто така и во стручната јавност имаше дебата и критики дека и тоа е обид за притисок, што и беше на некој начин признаено од ваша страна, притисок да се дадат оставка. Сега велите Уставниот суд е над трите власти, судската власт па е посебна власт поинаква од извршната и законодавната власт. Така, дали вие мислите дека направивте преседан со една од трите власти? Не мислам и сметам дека ние испративме политичката порака која што требаше да ја сватат сите членови на Републичкиот судски совет. Меѓутоа, наместо да ја сватат, ја видовме претседателката која што дојде арогантно прочита партиско соопштение на СДСМ напишано од Зоран Заев, бидејќи се познаваат по трибини партиски, ги видовме на слики и си замина. Наместо да дојдат и останатите членови на Републичкиот судски совет, тие не ги удостоија ниту пратениците да дојдат на интерпелацијата во собранието. Сега извештајот на судскиот совет, повторно новиот извештај е на собраниска седница, минатата недела не стаса, мислам дека таа точка на дневниот ред. Дали повторно ВМРО ДПМН планира да не го усвои овој извештај некој? Значи, новиот извештај не може да биде различен од стариот. Ако Републичкиот судски совет по сите анкети и јавни мислења, не мерени од ВМРО ДПМН, мерени од сите агенции во држава, кога има 2% рейтинг по однос на довербата во правосудството во Република Македонија од страна на граѓаните, тие ако имаат чести доблес, требаше да понесат оставка сами, а не да не доведуваат во ситуација да поднесуваме интерпелации и арогантно да се однесуваат во собранието. Тоа окажува само нивното лице, меѓутоа за краток временски период ќе му заврши и мандатот. Преседанот токму така е направен со интерпелацијата на членовите на судскиот совет и најверојатно по таа логика и дуи поднесуваат тие кажа на самата седница на иако членот во уставот кој се однесува на интерпелации, за кој може да се повика е многу јасен. Судиите, јавните обвинители, најмалку по уставните судии не може да бидат предмет на интерпелација. И ако го видиме во соопштението на Уставниот суд, токму тоа се укажува. И сега, а од друга страна, во нивните закони за судскиот совет не може разрешување врз основа на интерпелација. И ова беше само политика, ништо друго од страна на ВМРО ДПМН, затоа што нема ефект. Судскиот совет нема 2% рейтинг. Судството има. Па ајде сите судии разрешете ги. За сите судии најдете начин да ги разрешете, ставете нови судии. Ама вас најлесно ви беше трите представника од судскиот совет да им поведете интерпелација, да направите политичка реклама, демек вие се грижите за правдата во државата, напротив, прекршувате и устав, прекршувате и закони, и сега вие што го направивте, дои вика, па зошто? Ако можел на судски совет, може и на председателот на собранието. Само да одговорам многу, извините, ќе ве прекинам. Видете, која е постапката на СДСМ која што никој не можеше да ја свати во собранието. Ако Републичкиот судски совет има 2% рейтинг кај граѓаните, судството колега. А тоа слушате и граѓаните ќе ви го кажат, а ако не ги слушате, пак ќе ви кажат на локалните избори, вие сте доведени во ситуација да ги браните во собранието. Меѓутоа ќе ви кажем зашто ги браните. Зашто тие ве бране од криминалите ваши.
зашто застаруваја судски предмети за криминали на функционери на СДСМ. Затоа чутевте во собрание и ги браневте. А да бевте сериозна партија која што се реформирала во изминатиот период, ќе побаравте и вие Републичкиот судски совет да си поднесе оставка. Но вие не го направите тоа, бидејќи имате опашки од изминатите 7 години. Судството има 2% рейтинг, нема судскиот совет. Граѓаните имаат проблем со судиите долу во основните судови, во општинските судови. Граѓаните немаат допир со судскиот совет, ама вас ви смета судскиот совет, и вие за оваа година све живо и диво испоменивте што беше поставено од претходната влада да си ставите ваши послушници кои што ќе ги слушаат вашите команди. Сега ви сметат луѓето кои што добиле мандат од претходната влада, биле избрани во тој период. Председателот на собранието Гаши вели дека ете со интерпелација. Прашањето на председателот на собранието Гаши вели дека пратениците имаат право да покренат интерпелација за секој носител на јавна функција, не прави дистинкција, односно исклучување. И од Уставниот суд реакцијата беше јасна дека уставотворецот го поставил Уставниот суд на трите власти, затоа што тој е контролор на нивните постапки, акти и действија, самостојност и независноста на Уставниот суд и уставните суди имаат најсилна уставна гаранција во овој дел, колку што можев да забележам. Се согласувате, и ако не можеш да се покрене ништо, не можат да преземат ништо кон уставен судија, еве да го гледаме Костадиновски како уставен судија, не само како председател на Уставниот суд, која е целта на овие интерпелации сега? Што можеме во наредниот период? Интерпелацијата е за председателот на Уставен суд. Но велно тоа е Уставен суд. Интерпелацијата е за председателот на Уставен суд. Председателот на Уставен суд не го избира собранието. И тука завршуваме. Но прашањето правно формално не е издржана самата. Дури да е за некој уставен судија, да не е за председателот. Истото што го зборувавме како политичка партија за судскиот совет, исто ќе го зборуваме и за уставен судија. Ниту во Уставот, ниту во Законот за судски совет, ниту во Уставот кај што е регулиран исто судскиот совет, не зборува разрешување на судии, на членови на судски совет и на членови на Уставен суд, судии во Уставен суд со интерпелации. Се знае кои се условите кога еден судија може да се разреши. Меѓутоа, нашата власт си има мнозинство во собранието и прави шо сака, испраќа порака дека ние можеме се да правиме. Вие мора да ги почитувате законите, ние можеме да го кршиме и уставот и законите. Тоа е пораката што ја испрати ВМРО со интерпелацијата и секако да си стават своји членови. Кој беа ставени во судскиот совет? ВМРО испрати... Кој, колега, сега јас ќе те замолам, кој беше избран пред интерпелацијата во судски совет? Сопругата на градоначалникот на Радовиш, така? Кој беше избран во Советот на јавни обвинители? Другарот, братучедот на Изет Меджити? Сега претпоставувам ќе ви одговори претходно како било колегата. Не претходно како било. Нема да ви одговорам како било. Ние претходно, ако сме правеле грешки, сигурно сме правеле што народот ја даде довербата на ВМРО. Не треба да зборуваат како било претходно. Народот не ги гласаше за да зборуваат како било во 7 години на СДСМ. Народот ги избра да покажа дека тие се различни и дека навистина правда ќе има, дека ќе владее правото. Треба да идеме на реклами, само кратко да одговорите. Само кратко да одговорам, да. Народот точно не избра, меѓутоа дали сте свесни вие дека единствено најголемо прашање на народот по сите анкети е борба со корупција и криминал. Кој треба ништо не прави? Немој да паѓате се. Кој треба да се бори со корупцијата и криминалот? ВМРО ДПМН треба да се борат правосудниот систем, кој што вие го поставивте и кој што ви ги брани криминалите кои што ги правевте овие 7 години. Толку. Нема време за реплика, пошто има реклами. Одиме на реклами, па се враќаме по паузата. На крајот сме од емисијата, остана време за уште едно прашање, уште една тема. Роковите течат, законите за судските реформи се уште не се дојдени во собранието пред пратениците. Денеска премиерот најави дека на владина седница ќе се најде дел од реформската агенда, дел од обврските до 30 јуни.
тука чинаме и законот за судски совет. Ќе стаса ли парламентот да ги достигне овие рокови? Убеден сум дека како и да е веќе во процес на изработка се испратени до владата дел од законите кои што ги кажа денеска и премиерот, исто така и за законот за судска служба е доставен до владата, а повеќе закони се претходно поминати на ЕНЕР, така да јас велам и макар и нека се закасни недела или две, меѓутоа да имаме сериозни законски решенија кои што треба да ги имплементираме согласно препораките од Европската унија. Кои се вашите чувања? Денес видов дека дел од законите кои што се во реформската агенда, кои што се дел од Министерството за дигитална трансформација, се доставени во собранието. Некои 4 закони со европско знаменце, за кои што треба да се отвори дебата, затоа што најголем дел, мислам, се нови закони, не се измени на законите, и за кои што треба да се отвори дебата, а законите од Министерството за правда, како и министрот за правда, го нема никаде. Така да не знам дали, а таму се најважните, ако зборуваме за владење на право, за средување на за борба против корупција и криминал и корупција, тогаш не знам, некаде десетина закони, можеби и повеќе, се во Министерството за правда. Денес сме 10 јуни. Да. Кога да стасат? Не се отишле на влада уште. Верувам дека на влада ќе се разгледуваат. Нема никаква дебата во јавноста. Денеска има некои закони, ќе видиме се уште пред емисијата нема. Тоа се за дигитална трансформација најверојатно, пошто тие беа најавени од министерот и од претседателот на владата. Меѓутоа во делот на правдата нема ниту еден закон. И ако законот за судски совет, закон за јавно обвинителство, сите овие што се пакет на закони стасат до собранието, не треба да отидат веднаш на седница, треба да се отвори јавна дебата, така? Ќе ги поддржите ли? Да ги видиме. Како на невидено, секако ако се добри закони кои што навистина наврват реформа, ќе ги поддржиме. Меѓутоа, ако е некаква шминка без вистинска реформа, апсолутно дека нема да ги поддржиме и ќе бидеме гласни. И ќе зборуваме зошто нема да ги поддржиме. Очекуваме, ние до крај на јуни, според планот за раст, треба да ги донесе собранието сите овие закони. Да. Ние сме 10 јуни. Да. Нема време да ги... И не прифаќам и да задоцниме. Ние веќе доцниме. Не прифаќам за да доцниме. Оваа се важни закони за државата и за нашата европска перспектива. Посебно, и мене како граѓанин, ги посакувам овие закони да дојдат да се усвојат од страна на собранието, затоа што ќе направат некаков систем. Ако законите на вистина се со одредби кои што значат реформа. И се поставува прашањето, ако ви беа толку важни, зошто досега ниту еден предлог од СДСМ не е доставен до работните тела за изготвување на тие закони? Освен пресконференции кои што ги гледаме во изминатиот период, вие немате доставено ниту еден предлог за било кој закон од реформската агенда. Немате доставено. Тоа е проблемот што критикувате. Во медиумите излезе министерот за правда кога зборуваше. Сега да ги видиме, да ги разгледаме, па така ќе го одоговлечиме процесот за нивно гласање. Требаше досега да ги разгледате да бидете дел од групите кои што ги приготвуваат тие закони во Министерството за правда. Имаме членови во групата која што работи на закони. Како што бевте информирани исто и за законот за енергетика. Моите вака да зборувате, меѓутоа ќе ги видиме законите, кога ќе дојдат во собрание, ако дојдат, дел од законите. Ќе го поддржите или не? Како? Кривичниот законник ќе го поддржите или не? Оној новиот кој што го правиме сега ние. И го враќаме членот 353 за службена положба. На невидено не можам да ви ветам. Да го видиме законот, апсолутно ќе го поддржам. Времето за вечерашната емисија истече. Ви благодарам што бевте гости вечерва во Топ тема. Почитувани, останете со програмата на Телма. Добра ноќ.